Со пратеничката Иванка Василевска денеска разговараме за извештајот на Европскиот парламент за Македонија. Добро дојдовте во вестите во Собраниското студио. Добро ве најдов. Реков дека Европскиот парламент во средата со мнозинство гласови го усвои извештајот за напредокот на Македонија за 2023 и 2024 година. Но во финалната верзија не стои идентитетот, не стои јазикот. Како вие како пратеничка го толкувате ова? Па целата композиција околу изградбата на овој извештај од страна на известителот од Европскиот парламент господинот Томас Вајц беше со намера да не се надмине 3-годишниот период на немање на извештај од страна на Европарламентот во однос на напредокот на Македонија на патот кон Европската унија. И од таа причина овој извештај за нас е секако многу значаен и треба да го гледаме позитивно неговото донесување од аспект на тоа што истиот опфаќа период на малтене 3 влади, една транзитна влада, една техничка влада и сега актуелната влада, и во еден период од, пак ќе кажам, речиси 3 години, аспектите кои што суштински влијаат на евроинтегративниот процес, а се поврзани во помеѓу Македонското собрание како прашања и Европарламентот. Оттаму, прашањето околу идентитетските одредници кои беа во претходната, изгласани на Комитетот за надворешни работи или АФЕТ во Брисел на почетокот на јуни беше е добар знак за тоа дека мнозинството на европратеници во Брисел веруваат и сакаат да ја видат Македонија еден ден како рамноправна членка на Унијата, но и изнедрија одредени прашања кои што ние тврдевме и пред да дојдеме на власт, но и цела оваа година елаборираме дека се сериозни прашања кои што ги засегаат не само билатералните прашања помеѓу нас и со дел од нашите соседи, туку и прашањата за вредностите на Европската унија, и оттаму ќе видите дека во изминативе неколку недели со силен бугарски притисок, лобирање и голем број на невистини кои за жал првично паднаа на грбот непримерно врз грбот на господинот Томас Вајц, но понатаму и до сите искрени поддржувачи во Европарламентот и познавачи на македонските прилики, беше направен пред самата пленарна седница еден компромис на ниво на парламентот, тие 4 одредници да се извадат од извештајот како би се ослободила можноста она што е суштински важно во однос на нашата соработка и евроасоцијативните прашања да може да застане пред европските пратеници и да биде изгласан како што и видно. Дали чувствувате дека некако се помести дебатата, наместо да зборуваме за клучните работи во делот на евроинтеграциите, ние сега зборуваме за некои теми кои не верувам дека се многу важни во смисла на напредокот на Македонија. Верувајте, и моje лично мислење, вчера и премиерот даде изјава во медиумите и моите колеги, сите македонски граѓани се наставот дека нема потреба никој нас да ни кажува кој е нашиот идентитет и како ние себе си ќе се самоопределиме. За жал, лошата слика која што оставија грчките и бугарските пратеници во Брисел го покажа грдото лице и проблемите во самата Европска унија и огромен број на прашања кои што се излегуваат повторно за сметка на Македонија и македонското прашање. Она што ние го знаеме и секогаш сме го тврделе, тоа е дека нашиот идентитет, македонската државност, историските прилики и сите случувања кои што донеле до тоа денеска да можеме да се декларираме како македонци и да можеме да говориме нашата вистина за сметка на тоа што нашите соседи кои што немаат расчистени прашања од своето минато, но успеале да најдат начини да бидат полноправни членки на Европската унија и да го злоупотребуваат тоа право да ја стопираат Македонија во евроинтегративниот процес. Во суштина, дури ако видевте и изјавата на господинот Бојко Борисов, кој што вчера кажа дека и подава рака на Македонија и ќе сака да ја помогнат и така натаму, ќе беше многу по-транспарентно и за верување, доколку не направеа ваков непримерен потек, не вршеа ваков притисок, не ја злоупотребеа својата позиција како рамноправна членка во Унијата да лобираат со најпогрдни зборови кон нас, да го негираат нашиот идентитет, да не етикетираат и со тоа да создаваат една погрешна слика,
пред останатите европратеници и тоа секако е доволно нотирано и мислам дека како се следевме и на пленарната седница покрај господинот Вајц и еврокомесарката Марта Кос на два пати кажа дека искрените пријатели на Македонија се тука и дека длабоко веруваат дека ќе добиеме можности, наскоро ќе можеме да ги откочиме овие препреки. Сето тоа остава простор да бидеме будни, да не мислиме дека се тоа паушални решенија кои што треба да се така лесно прифаќаат и да менуваме, да трансформираме нешто за што немаме никаков легитимитет од страна на македонските граѓани да го правиме, но и да се посветиме на навистина оние прашања кои што се суштински важни, а тоа е справување со корупцијата, борбата и расчистувањето на канцерот во правосудниот систем, понатаму сериозните прашања околу сивата економија, околу слободата на медиумите, развојот на граѓанското општество, заштитата и развојот на животната средина. Тоа се европските теми и европските прашања кои што ги интересираат европските граѓани. И за на крај како пратеничка група, што следува? Дали ќе разговарате сега со европратениците на редниот извештај во прв план да ги има суштинските работи, како што рековте? Генерално тоа и е ставено со оглед на тоа што таму одлучуваат, значи голем е тој пленум. Во рамките на нашите контакти и со тивките известители, како и со господинот Вајц, господинот Карло Реслер, со кој што заедно го председаваме во Мешовитиот парламентарен комитет за стабилизација и асоциација, нашите заложби се да добиеме реална слика и да добиеме јасна насока каде треба да коригираме и ние како законодавна власт што треба да завршиме од реформската агенда како би овозможиле општеството да може да ги имплементира истите законски решенија. Тоа е мостот и кон европското законодавство, но и мостот до подобрување на стандардот и на животот на македонските граѓани. Оттаму секако нашата лична заложба ќе остане доследна на нашите верувања и нашите уверувања кон граѓаните дека нема да дозволиме квислиншки да се однесуваме и ќе мораме многу внимателно, секако со широк национален консензус, да побараме корекција на тоа што за жал го направи господинот Бујар Османи, не внимавајќи на последиците од истото. Благодарам што бевте дел од денешните вести. Ви благодарам и јас на вас.